за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добра вечер. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков и еве добра шанса да ве поканам вечерава да другарувате со мене, поточно речено да го проследите најновото 19-то издание на емисијата за македонските работи од со примариус доктор Јордан Пачков, 19-то во втората сезона. Земајќи во обзир дека лајмотивот на моето обраќање или поточно речено на целата емисија е политиката, она насушната потреба пред се во секојдневието на секој обичен човек во Република Македонија, едноставно не може да се оттргнеме од фокусот на интересирањето и затоа, како што реков, истата и вечерава ќе биде застапена во овие предвидени минути на најновото издание на емисијата за македонските работи. Земајќи во обзир дека актуелностите се нижат како на филмска лента во политичкото живеење и секојдневие во Република Македонија, она што е најактуелното, она што најповеќе не за сега и пред се она што всушност се представува во две улоги како политички настан и пред се еден политички абсурд, ако може така да се каже, има своји потреби на разјаснување, анализи и дискусии, земајќи во обзир дека се наоѓаме во еден предизборен период кој што треба да одговори на сет прашања, меѓу кои и останатото кому да му се довери улогата на кормилар на бродот така наречен Македонија, кој што заплови веќе во многу борните мориња. Вие сами знаете дека по системот топло-ладно се одвива состојбата во врска со тоа дали 24 април ќе биде вистински датум кога ќе бидат спроведени, реализирани зацртаните, ако може така да се каже, зацементираните избори помеѓу политичките партии, 4 политички партии во Пржино. И кога се понадевавме дека она последното или поточно речено најглавното нема да биде камен на сопнување, а тоа беше методологијата, прифаќање на методологијата на прочистување на избирачкиот список, кога СДСМ конечно се откажа од забелешките на овој овој заклучок од Пржино, сите се понадевавме дека сега нема пречки и причини да не се дискутира, да се збори за 24 април како ден кога народот ќе го каже своето да за еден од политичките фактори. Но забораваме или поточно речено со последното напрегање или поточно речено со последната пречка која што се стави како домоклов мач врз сето она што е договарано на овој важен состанок и договор. Се сеќавате на 2 јуни и на 5 јули, всушност станува нешто или непредмостива пречка која што се испречува пред сите оние кои што се во состојба да дискутираат, да донесуваат решение и на крајот на кришата да бидат креатори на завршната политичка, ако може така се каже, епизода, која што всушност ќе представува наедно и крај на политичката криза во Република Македонија. Тоа се, како што реков, реформите во медиумите, кои што на некој си начин имаат две протиставени страни, како што се очекуваше, но каде што еден од најголемите абсурди е токму во предлог законот за медиумите кој што го предлага Социјалдемократскиот сојуз. Згоре на тоа, во деновиве, или поточно речено во изменатава седница, се огласи и Европа и САД преку своите овластени амбасадори, а и во ОРАФ и Джес Бели, кои што на новиот технички премиер на Република Македонија, господинот Димитриев, му врачија лично 10 барања кои што треба да бидат исполнети, значи, со крајниот рок на 20 февруари. Што тоа значи? Амбасадорите Бели и ОРАФ, како што реков, испорачува официјално писмо во кое што со конкретни барања и рокови бараат да се сето тоа испочитува, инаку Македонија и понатаму ќе биде онаа која што чека пред вратите 9-10 години да биде примена во евроатлантските асоциации. Тие критериуми, всушност се критериуми на Вашингтон и на Брисел,
И тие се фактички одлучувачкиот фактор, решавачкиот фактор кој што ќе каже дали има услови да се одржат кредибилни избори или не. Под кредибилни што подразбираме? Под кредибилни подразбираме некој си вид избори кои што всушност треба да ги задоволат опозицијата, по наводници кажано, од проста причина што избори како избори досега имало и во тие избори најголемата фрустрација која што ја добива опозицијата се токму 9 последователни едно по друго победи на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Тие ги срочија тие 10 барања, напише што треба да се направи до 20 февруари, датумот значи 24, се извинувам, април, датумот 24 април во овој случај станува ирелевантен. Она што не мора, поточно речено што мора, а не би требало, така велат и пак и се изричити, да кажеме, двата амбасадори и на ЕУ и на САД, кои што истото нешто го потврдија на своите пресови и на своите изјави пред медиумите до пошироката македонска јавност, се содржат во критериуми кои што меѓу првите до 19 февруари, ни понатаму, ни ден повеќе, ни ден помалку, ДИК мора да биде обезбеден со персонал и со потребните финанси. Тој и бившиот премиер, ако можеме така да кажеме, актуелниот претседател на ВМРО ДПМН го имаше во неколку наврати изјавено, кој што рече дека Државната изборна комисија мора да биде обезбедена по потреба со дополнителен персонал и со потребните финанси, се со цел да се направи или поточно речено да се реализираат овие очекувани и кредибилни избори кои што ќе ги признаат сите и кои што кризата во Република Македонија, политичката криза, еднаш за секојаш ќе престане. Потоа морале да бидат завршени и првичните, така стои во писмата, да првичните вкрстени проверки на сите релевантни бази на податоци, за да може да се добие слика за тоа колку обсежен ќе биде процесот на прочистување, вклучително тука се и теренските проверки. Мислам дека 10, ако може така да се каже, 10 релевантни бази се во прашање, кои што со вкрстување и барање на податоци е за гласачкиот електорат. Истите ќе бидат на помош, ако може така да се каже, она битната, која што им е потребна, на членовите на Државната изборна комисија, како што реков, да го прочистат списокот за кој што од 5 жили се залага опозицијата на чело со Социјалдемократскиот сојуз. Како уште еден критериум кој се наметнува и кој што всушност, како што реков, е составен дел на писмото кој што му е врачено на господинот Димитриев, Државната изборна комисија мора да има своја вистинска, веродостојна програма, но и доволно време и ресурси за да може да ги истражи и одлучува по неправилностите што ќе се откријат за време на вкрстената проверка. Значи, децидно кажано дека оваа комисија едноставно, како што реков, мора да излезе со една веродостојна програма која што ќе биде прифатена не само за сите нив, туку и за, како што реков, најголемите коректори и решавачи на тоа дали ќе има избори или не, или поточно дали 24 април ќе биде релевантен датум за избори, а тоа се Соединените Американски држави и овластените од Европската унија. Значи, мора да постои една законска рамка за навремено отстранување на имињата што не припаѓаат на избирачкиот список. Како тоа ќе го направат? Што ќе го направат? Како е тоа замислено и така натаму? Не знам, но досегашната пракса секогаш кажувала дека ние сме имале такви списоци кои што колку сакате да ги менувате, колку сакате едноставно да ги отстранувате луѓето кои што веќе се наоѓаат на тие списоци, тоа е една постапка која што треба да ја работи Државната изборна комисија помеѓу интервалот помеѓу двата избори. Исто така, еден од критериумите од оние 10 за кои што зборував е да постои еден обсежен и фер механизам за разгледување на жалбите, евентуално што ќе произлезат од процесот на прочистување на избирачкиот список. Се разбира, како никогаш досега, во таков број е поканета или поточно речено треба да биде поканета како наблюдувач на целата процедура и се разбира представниците од ОПСИ. Исто така
кога веќе сме тука и правиме анализа на сето на што пишува и што е срочено во писмото кој што му е лично дадено на техничкиот премиер на владата на Република Македонија, е и лидерите, значи политичките лидери да постигнат договор за реформите на медиумите. Ете, стигнавме до она каменот на сопирање и кој што едноставно на крајот на краиштата не знам кој и како ќе го реши. Значи, мора да се обезбеди, замислите, објективно и непристрасно информирање и еднаков да се прави третман на политичките партии. Многу колеги, едноставно новинари, политичари, аналитичари се занимаваат со оваа проблематика и едноставно дојдоа до сознание дека некоја терминологија која што всушност провеива во ова барање или во овој критериум, ако можеме така да го наречеме, всушност не може да се објаснат или поточно речено се двосмислени, така да едноставно не ветуваат нешто што ќе биде сериозно како основа за да се постигне целта и на оние што го предлагаат тој закон и на новинарите и на крајот на краиштата на опонентите во политиката. Задолжителен критериум е преземање на мерки што ќе обезбедат доволно одвоеност на државата од политичките партии. Ако се мисли на тие критериуми дека државата премногу се меша во овие работи и така натаму, не требаше да се донесе законот или поточно речено 100 дена пред изборите премиерот, актуелниот премиер кој што сака да учествува во изборниот процес, мора да поднесе оставка. Тоа Груевски го направи и едноставно го конвертира, ако може така да се каже, го депонира својот подпис, што значи 100 дена наназад од валидните, односно поточно речено од закажаниот термин на реализацијата на четвртите поред воредни парламентарни избори. Ако тие, например, не бидат на 28 февруари, се извинувам, на 24 април, тогаш кога и да бидат се рачунат 100 дена. Дали тоа подразбирате кај Груевски, доколку не биде датумот запазен 24 април, ќе се врати повторно како премиер на Република Македонија, останува да видиме. Сега би ви цитирал нешто што всушност беше составен дел и го отрнав од тоа писмо кое што му го врачија на Димитриев. Децидно гласи вака, отворен цитат: "Високите јавни функционери мора да дадат јасни изјави и писмени инструкции дека нема да се толерира никаков притисок врз вработените на јавната администрација и дека ниту еден вработени граѓани нема да се плаши за своето работно место и за примање на социјалните услуги за поддржување или неподдржување на која било политичка партија." Оние кои што добро ги знаат политичките збиднувања во Република Македонија малку не да се поднасмеат, него ќе го земат сето ова со резерва и како наметнат став кој што сака да покаже искривената слика во политичките збиднувања во Република Македонија. Или пред се, ако сакате, да се фрли една темна страна на врз деветогодишното владење на ВМРО ДПМН. Еден од учесниците во тоа врачување на писмото, господино евроамбасадорот Ајро Орав, порача и друго дека поддршка за кредибилни избори и нашата заложба за понуда на континуирана техничка и друга помош е со цел да се помогне да се создадат услови кои ќе возможат такви избори. Подкрепено, забетонирано, јасно. Договорот од Пржино 24 април, да не заборавиме, е утврден датум. За тој датум, кој што го има дули во изборниот законник, тој датум е потенциран, односно е составен дел на записникот кој што го го подпиша 4 лидери на најголемите партии во Република Македонија. Тој договор ги обврзува подписниците, значи 4 лидери на структурни реформи, мерки да се обезбеди поголема слобода на медиумите, ревидиран список на гласачите и спроведување на сите препораки од ОПСЕ и од ИХР. Хајде одиме поред. Ги обврзува подписниците за структурни реформи, мерки да се обезбеди поголема слобода на медиумите, значи повторно се враќаме на, како што го насловив, каменот на сопнување помеѓу политичките два опоненти, кои што гласно, јасно и едноставно водат,
ако може така да се каже, ровска битка на политичката сцена во ова предизборие, всушност треба да решат што се подразбира по тоа слобода на медиумите. Ревидиран список на гласачите, испредувањето очекуваме тоа да го направи Државната изборна комисија, која што веќе започна со тоа нешто, и ни останува, како што рековме, поголема слобода на медиумите. Тука сме кога дискутираме за нештата кои што треба да имаат своја завршница. Последното скалило кое што требаше да го извадат политичките партии едноставно всушност значи пролонгирање или поточно речено недоглед состојба која што ни се заканува едноставно и понатаму политичката криза да биде продолжена и да немаме никакво решение за она што понатаму и како понатаму после 24 април, под услов изборите да не бидат спроведени. А сето оди во прилог на таа констатација. Владата, собранието и политичките лидери се одговорни за враќање на државата на евроатлантскиот пат. Повторно забелешката која што стално ни ја потенцираат овие двајца представници, високи представници, затоа што Македонија, како што знаете, иако ги исполнува сите критериуми, пред се да биде членка во НАТО алијансата, едноставно проблемот е само името со јужниот сосед и друго ништо нема да представува. Сега се наметнува ново барање, а тоа да се спроведат фер, релевантни демократски избори и на крајот на краиштата на тој начин државата ќе биде повторно, ќе се врати на курсот на движењето за кон евроатлантскиот пакт. Тоа е помалку, искрено да ви кажам, и еден дел така баш го сметам како и уценувачки, но земајќи во обзир дека посилниот ги пишува правилата, тогаш во некој си начин би премолчал, не би сакал да дискутирам понатаму, да не кажам некои дубиози кои што не се составен дел ниту на мојата личност, ниту на мојата вокација. Сите политички партии, граѓани и организации да учествуваат на изборите за да се зајакне демократскиот процес. Па тоа ние постојано, често пати го дискутираме и така натаму, и така натаму. И од оваа емисија, како што реков, ќе има покани, односно повици, да се излезе што е можно помасовно на изборите, затоа што масовноста едноставно го зајакнува тој демократски толку очекуван и баран процес и на крајот на краиштата ги прави изборите да бидат толку валидни и сигурни, што и понатаму во иднината, ако некој од политичките фактори се дрзне да се помеша во некои си своји неисполнети желботеки и така натаму, истиот не само што ќе биде прочитан, туку ќе биде целосно и игнориран. Почитувани, јас тука би направил мала пауза, земајќи во обзир дека не престои уште еден дел кој што има тесни врски со ова што претходно го елаборирав. Затоа предлагам да за момент да проследиме еден рекламен блок од студиото на Радио Слободна Македонија и малку музика, а потоа повторно се враќаме во емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, се враќаме во студиото каде што во теке емисијата за македонските работи. Ова е порака до оние кои што подоцна се вклучија во следењето на нашата емисија за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и се на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Зборуваме за политичките актуелности кои што на некој си начин стануваат понекогаш, а и во последно време почесто парадокси на нашата политичка сцена, се со цел да ги обелодениме, да ги разјасниме, анализираме, да направиме повод за никова дебата и на крајот на краиштата да го разбереме поимањето на политиката и водењето на политиката во овие сегашни вакви услови. Дискутиравме во првиот дел и зборувавме за она што проследи како можеби очекуван епилог, а тоа е мешувањето во знак на водници, се разбира, на двата релевантни фактори кои што ја водат, кројат и пред се некаков составен дел на политиките, не само на Балканот, туку и во Европа, па и во светот, а тоа се европратеникот Иво Орав и
американскиот амбасадор во Република Македонија господинот Джеймс Бейли. Тие, како што реков, му врачија писмо со 10 критериуми на новиот технички премиер кој на владата на Република Македонија, кој што ја има улогата да председателствува се до почетокот на изборите кои што се закажани на 24 април годинава. Составен дел, реков, сосема диаметрално спротивна тема ќе биде овој закон за медиуми кој што всушност представува и ќе представува и понатаму тема на раздор помеѓу двата политички фактори кои што се главни носители на политичката роля на македонската плуралистичка сцена. Станува збор за законот предложен од страната на Социјалдемократскиот сојуз, а преку европскиот олеснувач, да не кажам препишан, туку дословно поентиран во се со цел да им се излезе пресред на опозицијата и на нивните опозициони коалициони партнери. Со новиот закон, кој што го предложи СДСМ, а го прифати Ван Хауте, белгискиот олеснувач Ван Хауте, на новинарите буквално им се забранува да размислуваат со собствена глава. Едноставно им се става фластер на уста и од нив пред се бара нешто што наликува дека тие во иднина треба да бидат сервис на желботеките на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто? Од многу причини. Моите колеги во претходните своји емисии, колегите кои што после овој ден во недела ќе настапат на етерот на Радио Слободна Македонија, ќе ги имаат, ќе разработува ова тема, насочуваат и посочуваат и пред се го издвојуваат оној дел кој што всушност ги засега и нив. На крајот краиштата и тие се професионални новинари кои што работат во една куќа, реномирана куќа, како што е Радио Слободна Македонија и каде што се засегнати со овие закони кои што ги предлагаат политичките фактори, а кои што всушност не најдоа за сходно барем да се посоветуваат со нив и едноставно да ги прифатат нивните забелешки кои што беа предочени преку асоциациите во кои што се членови, а тоа е Македонската асоциација на новинари и тоа е Сдруженијето на новинарите на Република Македонија. Презентерите на вестите и новинарите, според ова што го бара СДСМ, во вестите и во оние емисии кои што имаат призвук на дневно-информативни програми, не смеат да изразуваат нивни лични гледишта. Еве, во овој случај јас според тој закон немам право да го искажувам својот личен став, без разлика дали сум сам во студиото или имам соговорник со кој што ќе дискутираме по определена политичка тема. Оваквото нешто е спротивно на сите европски закони. Тоа гласно го зборуваат новинарите, без разлика дали припаѓаат не сите, али повеќето дали припаѓаат на едната или на другата политичка опција, затоа што се коси пред се некои делови и со Уставот на Република Македонија, а пред се со Меѓународната конвенција за човекови права, каде што слободата на говорот е засегната. Питер Ван Хауте, кој што бидна една личност од насловните страници, ако можеме така да го наречеме, предлага еден скандалозен закон, или поточно законско решение за медиумите, кое што, верувајте ми, директно ќе влие во слободата и на изразувањето и работата на новинарите. За електронските медиуми, како што реков, кои што најповеќе се засегнати со овој проблем, ова решение нема да биде прифатливо и нема да го прифатат, бидејќи нема да донесе ништо друго освен некои огромни штети кои што ќе ги претрпат медиумските куќи и едноставно ќе остават црна флека дамка, ако може така да се каже, врз работењето и во бизнисот во целина уопште од кој што зависат ваквите поставени медиумски куќи. Значи, според господинот Ван Хауте, членовите на Советот ќе имаат одврзени раци. Тие со своите одлуки, со своите решенија,
искрено да ви кажам, ќе можат слободно, без при тоа да сносат некои одговорности, санкции, консеквенции и така натаму, може дури и да затворат некои определени медиуми кои што не се на истата бранова должина на политиките на Зоран Заев и на СДСМ. Си имам право тоа да го кажем, затоа што едноставно вие, мене како водител и како уредник на оваа моја емисија, немам право да го искажам своето мислење, како што реков, од проста причина затоа што не се сложувам со она што во дадениот момент го работи Заев, што го работи СДСМ, пред се мислам на она што го работат веќе година дена, затоа што ги засега интересите не само мои лични, туку едноставно на моето семејство, на мојата средина во која што работам и живам и пред се на Република Македонија. Замислите, понатаму продолжуваат со тие парадоксални, како да кажем, некои предлози кои што се составени нераскинлив дел од тој фамозен закон, предлог закон се уште, кој што треба да се прифати, да биде подпишан од 4 подписници. На двете страни да им се даде идентичен простор без право на свој став, анализа или коментар на новинарот и водителот. Вие не само тоа, како што рековме, идентичен став, треба да во идентичен простор, дали тој простор ќе биде мерен во минути или во некои други мерни единици, не знаме така натаму, што прво не може да биде изводливо од многу причини. Например, ако вие ги сметаме, зимам за пример сега, без да се налоти албанскиот фактор, да кажеме двете македонски политички партии, позицијата и опозицијата, представени преку двете најголеми, најмочни во овој случај и најбрни политички фактори, а тоа се ВМРО ДПМН од едната страна и СДСМ од другата страна. Едните кои што се на власт имаат своји проекти, своји дадени пред народот и вкорпорирани во политичката програма која што ја имаа во предизборието и со кој што ги добија изборите и нивната реализација. Едноставно не мора и така. Се јавуваат проекти кои што едноставно народот ги бара и како такви не само владата, а секој некој што мисли да остане подолго време на врвот во политиката, мора да се придржува кон нивна реализација. И сега, ако, например, кажеме денеска недела, и во денешниот ден ВМРО ДПМН и така натаму имал повеќе своји активности, помеѓу кои, да кажеме, пуштање на една градинка, пуштање сечена употреба некој систем водоводен, да кажеме, во некоја рурална средина, едноставно купување на некој пософистициран инструмент за потребите во нашето здравство и така натаму, панда на него СДСМ имало само една или неколку, или немало ниту една активност и едноставно со тоа нешто вие доколку не им дадете на истите, дадете соодветен заеднички подеднаков третман, вие ќе бидете за тоа казнети и на некој си начин санкционирани само затоа што не се придржувате кон барањата кои што произлегуваат од законските решенија кои што се срочени во овој предлог закон за медиуми. Доколку ова не биде обезбедено, информацијата не смее да биде пласирана така децидно стои во барањето, во еден од ставовите на овие, како се вика, на овој медиум. Мислам дека беше тоа особено интересен членот 61 под А и под Б, каде што децидно, едноставно, како да ви кажам, прават каша попара во овој закон, пред се од кој што најдебелиот крај ќе го излечат токму новинарите. Затоа што казните кои што ги предлага СДСМ се огромни, наместо да се намала, тие се определени од страна на председателот или поточно речено на директорот на Агенцијата за медиуми, кој што е поставен од страната на СДСМ. И замислите што се ќе биде и што се ќе се одвива. Исто така, овие казни предвидуваат и времено одземање, односно право на работа, како на медиумот, така и на новинарот.
Вие ја кроите судбината на еден професионалец кој што едноставно заснувал работен однос во некоја медиумска куќа, новинарска куќа, како сакате и така натаму, и едноставно искажувајќи си го својот став, својот коментар, своето мислење, поставувајќи се професионално пред јавноста кој што тоа го очекува и бара од него, истиот да остане без работа. Да не е толку трагично, би било смешно, така вели нашиот народ. Но, како што реков, ќе се воздржам од таквите коментари. Препуштам вие, почитувани слушатели, едноставно да имате свое мислење, дали ќе се сложите со мене или не ме засега, затоа што верувам дека и моите искази, и мојот начин, и моето елаборирање кое што е оди само во прилог токму на оваа новинарска фела. Трајното одземање на лиценцата, тоа е санкција уникум, невидена во медиум, да му се одземе лиценцата за работа на медиумот и да му се забрани на новинарот да се занимава со професија со новинарство. Тоа го нема ниту во законите кои што ги спроведува Северна Кореја. Новиот предлог закон исто така предлага, односно поточно речено, содржи овластени предлагачи и членови на Советот да бидат две невладени организации кои се активни подолго од 5 години во областа на напредување на човековите права и медиумските слободи. Па добро е. Некој кој што се разбира токму во оваа проблематика, меѓу редовите прочита дека значи Сорос треба. Оној истиот Сорос кој што добива, ги плаќа медиумите од единични медиуми со некои астрономски суми и така натаму, се со цел да го зајакнат влијанието на опозицијата, на политичката сцена, едноставно бара да се инволвира во овој закон и тие да бидат продолжената рака на СДСМ и да бидат во борба со најголемите политички непријатели на Заев, а тоа се сите оние медиуми кои што не се, како што реков, на брановата должина со политиките кои што ги спредува Зоран Заев и социјалдемократскиот поет. Значи, на новинарите им се забранува да размислуваат со сопствена глава. Тоа е според мене, како што реков, нелогично. И од нив се бара да бидат сервис, ако може така да се каже, на желбетеките на СДСМ. Па добро, искрено да ви кажам, не мора да сте новинари, не мора да се... Сепак сте луѓе, граѓани на ова општество кое што се стреми едноставно на крајот на краиштата да го видиме тој конечно крајот на оваа политичка криза со надежи дека ќе ни тргне на подобро, ќе видим, ќе и Македонија ќе има своја розова иднина и така натаму. Како можеме да го прифатиме ова, а не сме во состојба затоа што не сме преговорувачи, не сме потписници на Пржинскиот договор и на крајот на краиштата ние сме само на некој си начин глас на јавноста кој што треба да се финализира на 24 април. Дали ова партнерите не го знаат или оние кои што претендираат да ги добијат тие избори? Дали не размислува дека на оваков начин се прави криминал во новинарството? Се на некој си начин не омаловажува, туку се на некој си начин се деструира пред се личноста на во кое што во своите карактеристики ја има главната она затоа што е професионално поставен новинарот, а тој да пишува онака како што размислува и како ги поима работите. Ова нешто не е ништо друго туку освен повторување на законот за медиумите кој што го предложи СДСМ. Ќе ве потсетиме, тоа го беше предложил претходно, во некоја можеби поублажена за малку форма, а сега ова што беше, ова е како што реков еден уникум невиден во нашето поимење на политиката и во нашето политичко секојдневие. Џабе што Македонската асоцијација на новинари предложи Советот на Агенцијата на медиумите да биде составена од 11 члена, од кои што најголемиот број се разбира треба да бидат новинари. Тоа новинари, повторно велам, али од двете здруженија новинари со најголем број на членови. Потоа да биде Интеруниверзитетската конференција застапена, потоа да бидат застапена Асоцијацијата на национални телевизии, заедницата на единиците на локална самоуправа, Македонската православна црква, Исламската верска заедница и Адвокатската комора. И толку. Добиваме совет, тој совет ќе работи онака како што ќе ја има својата според програмата, донесената програма и ќе ги гледа многу пореално работите без разлика и без да фаворизира поедини партии во оваа безпоштедна политичка битка. Исто така треба да споменам дека во ова нешто и би се сложил исто што го предлага Македонската асоцијација на новинари е да нема значи, јавниот радиодифузен сервис,
пред се мислам на македонската радиотелевизија, да не му биде дозволено рекламирање. Сепак има некои исклучици, а тоа е во програма на собствената програма и настаните од големо јавно значење кои се утврдени со закон. И се разбира на крајот на краиштата, дајте ве да ги намалиме тие казни. Не ви велам на вас, почитувани слушатели, туку едноставно тоа е гласно размислено на некој си начин дали казните кои што СДСМ преку своите пратеници жустро на говорниците во собранието едноставно ги жигосуваат, така наречено, пратениците од противната страна од ВМРО ДПМН поради некои санкции кои што се беа законски составен дел на законските решенија. Тоа кога се донесаа закони, пошто морам да ве потсетам или некого да потсетам дека собранието е нашиот законодавен дом каде што се донесаат сет закони од општ интерес на Република Македонија. Но, како што реков, сето на крајот, ако направиме една сума сумарум, ќе дојдеме до констатација дека со новиот предлог закон за медиумите СДСМ преку соросовите невладини така наречени организации ќе воспостават целосна контрола врз медиумите. Тоа нивна цел од данешна и сега ми е дури јасно, а сигурно и вам, зошто Заев постојано етикетира, подвлекува и асоцира на неговата изречена понапред изјава, една од многуте, околу што вели дека не, ВМРО ДПМН не е најголемиот политички противник на Социјалдемократскиот сојуз. Најголемиот политички противник на Социјалдемократскиот сојуз се медиумите. А тоа би значило, доколку се усвои или прифати овој закон што го предлага Социјалдемократскиот сојуз, со обемна поддршка од Ван Хауте, тоа значи дека е воведување на цензура во нашите медиуми. Јас ќе ве молам, една изјава на господинот Димовски, кој што е водач на работната група на ВМРО ДПМН во овие преговарања со Социјалдемократскиот сојуз, со ДУИ и со ДПА, рече: дајте било кој закон за новинари кој што постои во една и се пременува во било која држава членка на Европската Унија, а таму ги има 28. А јас би рекол, дајте го законот на Белгија, затоа што Ван Хауте е белгијанец и кој често пати успева да го привлече вниманието, да биде во фокусот на интересот со некои гафови, хајде да ги речеме најблагоречено, со некои недоречености кои што не му прилегаат на човек кој што има една таква политичка кариера и кој што е испратен како леснувач во преговорите помеѓу политичките фактори во Република Македонија. Но било како што било, почитувани, како што ви реков, во законот предложен од СДСМ, а препишан и прифатен од Ван Хауте, членовите на Советот се професионално ангажирани во агенцијата со полно работно време, со право на месечен надоместок во висина од 4 просечни плати во Република Македонија, според податоци објавени во Државниот завод во статистика. Не сакам да констатирам дека парите се повторно во опрашање, но да се земаат 4 просечни македонски плати, а да бидете член на Советот, затоа СДСМ толку грчевито се бори за спроведување и имплементирање на овој закон. Јас тука би прекинал, почитувани, со надеж дека едноставно успеав, ако не друго, да ја малку подскокнам вашата заинтересираност за овие проблеми. Не бере дека ќе дадете предност во решавање на овие проблеми, но туку да учествувате во парадоксалното нешто кое што ни го нуди политиката. А зошто? Затоа што го заслужуваме да го знаеме вистинското нешто што се случува во овој потек, затоа што сме, како што реков, граѓани на оваа држава која што својот излез од кризата го бара токму во предвремените парламентарни избори кои што треба да се случат на 24 април. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков. Ви имате можност да го следите последното издание, најновото издание на емисијата за македонските работи во продукција на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска сме 7 февруари. Поздрав, почитувани слушатели, се слушаме идната недела точно во 20 часов. Пријатно. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела 20 часот.